Значи на фотографиите кои што ќе ги видите за кратко, се гледа амбулантно возило од Делчево, кое што е фотографирано во индустријската зона во Кочани. Во амбулантното возило се товарат водоводни црева. Тие фотографии се објавени од проста причина, што знаеме дека секој еден град у Македонија, секој локал во кој што работат од тие одредени возила на брзата помош, кувурат со шофери, кувурат со амбулантни возила. И сега ти, како директор на јавна здравствена установа, го патуваш тоа возило да врши работи кои што се надвор од опис и попис на работното место на тоа возило и работното место на тој шофер на амбулантното возило. Со тоа го загрозуваш животот на секој еден кој што можеби во тој момент ќе му се јави потреба да повика брза помош. Значи вие со ова однесување го загрозувате животот и здравјето на граѓаните на кои што сте дале заклетва дека нивниот живот ќе оштитите. Ова е многу голем скандал. Дополнително, тука можеме да збориме и за хигиенските услови во кои што треба да биде вакво едно амбулантно возило, кои што се загрозени поради тоа што сте пренезувале во истото возило материјали кои што не сте смееле да ги превезувате. Ги гледам дека во коментари на Facebook имаше луѓе од Делчево кои што сакаат да го оправдаат овој чин со тоа што објаснуваат дека во јавната здравствена установа во Делчево пукнала некоја водоводна цевка, останала установата без вода и морало итно да биде набавена и за таа потреба испратиле амбулантно возило. Овие амбулантни возила се сметаат дека се во целосна приправност 24 сати на ден, а они растовараат црево. Во нормални држави ова е кривична одговорност. Во ненормални држави имаме објаснување, ама не, види, ние мораше да го товариме, итно беше да го товариме цревото. Што ќе му кажат на тој што на пример има инфаркт? Чекај, комбето е товарено со црева, да ги истовариме и ќе дојдеме, издржи.